старата градска болница се селиме пред клиничката болница во Штип. Таму е колегата Даниел Василев. Даниел, според последните информации од Министерот за здравство, од вкупно 117 пациенти кои што во моментов се хоспитализирани, 31 се наоѓаат во Штипската клиничка болница. Каква е нивната здравствена состојба? Иван, пред да кажам за нивната здравствена состојба, морам да кажам дека во овој момент ситуацијата е далеку посмирена од пред некаде час и половина тука пред приемната амбуланта на клиничката болница во Штип. Сите оние членови на семејствата на жртвите веќе се повлечени, некаде околу 20 на луѓе се останати тука за да почекаат некакви информации за своите најблиски. Инаку, како што каже и самиот ти, 31 пациент се хоспитализирани тука во Штип, и тоа е информација која што доаѓа од Министерот за здравство Арбен Таравари, со оглед на тоа што од моето последно вклучување до сега немаме добиено никаква официјална информација од надлежните тука во клиниката во Штип. Меѓутоа, она што е важно за семејствата на сите оние кои што се хоспитализирани тука е дека директорот на клиниката уверува дека за сега не им е потребна никаква помош, дека ги имаат сите потребни материјали за да можат да им ја дадат потребната здравствена помош на сите пациенти кои што се хоспитализирани тука. Инаку, уште од рано изутрина мобилизиран е целиот медицински персонал од Штип во обид да им се помогне на сите оние кои што се примени. Инаку, Штипската болница беше таа која што првично го помина оној прв бран на повредени, со оглед на тоа што во периодот помеѓу 3 и 5 часот наутро хоспитализирани биле некаде околу 80 пациенти. Инаку донесени се и 7 безживотни тела. Барем според последните информации кои што ги имавме, 4 беа идентификувани, 3 се уште не се идентификувани. Меѓутоа, за тоа каква е здравствената состојба на пациентите кои што се хоспитализирани тука, слушаме од директорот на клиниката во Штип, доктор Владко Захариев. Во моментот пациентите 39 се предимно се со втор степен на изгореници. Еден пациент имаме травматолошка повреда под коленица на лева нога, фрактура на тибија и фибула. Тој пациент е збринет во моментот на ортопедија и за утрешниот ден се планира и негова санација, тоест операција. Се на работа денес, нема недостиг, значи има доволно антибиотици, доволно серум, тетабулини, тел, завои, вазелински гази се имаме во доволен број. Даниел, благодарам за целодневното известување од болницата во Штип, каде се уште се лекуваат дел од пациентите, но нема критични случаи според информациите и од менаџментот на болницата.